Добро вечер, започнува светот денес на Тера. Еве ги вестите на денот. Тепачка во собранието на Македонија на Комисијата за финансии и буџет, пратеници од ДПА и ДУИ физички се пресмета. Прва посета на министерот Мицковски на Битола. Младите во борбата против трговијата со луѓе. Почина музичарот Миле Шерденковски. Тепачката во собранието изби за време на обраќањето од говорницата на пратеникот од ДПА Орхан Ибраими. Тој во своето процедурално обраќање ја обвини ДУИ дека е виновна што Липково покрај Липковското езеро нема вода за пиење. На ова од своето пратеничко место пратеникот на ДУИ Реджаел Исмаили коментира обраќајќи му се на Ибраими со зборовите "не кажувај невистини". Како реакција на овој коментар, Орхан Ибраими му се обраќа на Исмаили со зборовите "мајмуне", а потоа, како што велат некои од пратениците во собранието, Ибраими го фрла пенкалото кон Исмаили, а потоа ја напушта говорницата и се упатува кон пратеничкото седиште на својот противник. Во тој момент двајцата разменуваат удари пошто реагираат пратеници од двете партии во одбрана на своите сопартици, што пак доведе до немилите сцени. Линици, најмногу, 2 милиони долари. Демократската унија за интеграција бара формирање анкетна комисија која ќе го разгледа инцидентот и ќе одреди одговорност за оние што го предизвика. Груби, кој од името на пратеничката група на ДУИ изрази големо жалење и го осуди инцидентот, посочи дека најтешко е повреден пратеникот Реджаел Исмаили, кој побарал лекарска помош од собранискиот доктор и сега се наоѓа на една од клиниките во Скопје. Го напуштаме собранието и сите активности во него, изјави пратеникот Имер Алиу од ДПА по предпладневниот инцидент кога со тупаници се пресметуваа неколкумина пратеници од ДПА и ДУИ. Ова што се случи денеска во собранието е организиран и оркестриран злочин од страна на Али Ахмети против албанската опозиција. Убиствата и насилствата кон албанците во овие 13 години веќе се пренесува и во собранието со намера да се елиминира албанската опозиција. Али Ахмети и неговите луѓе, како насилници на албанците, се претвориле во јеничери на антиалбанската политика, како во последните случаи при донесување на уставните измени и антиалбанскиот буџет. Итно бараме да се започне постапката за кривично гонење на овие насилници и криминалци, како што се Тала Џафери, Реджаел Исмаили, Мерван Џемаили, Артан Груби и Муса Ибраими. Ние во меѓувреме ќе преземеме адекватни заштитни мерки од овие насилници и злосторници. Земајќи ги во обзир настанатата ситуација, ние нема да присуствуваме на понатамошната работа на собранието. Исто така ја информираме јавноста дека и покрај насилството и теророт, ние упорно ќе продолжиме да ги браниме албанските интереси. Парламентарната група на Демократската унија за интеграција изразува длабоко жалење и го осудува остро денешниот срамотен инцидент инициран од страна на пратениците на Демократската партија на албанците Орхан Ибрахими и Беким Фазлију. Во отсуство на аргументите и на конкурентна понуда за албанските гласачи, како и од постојаната фрустрација од си чу дашти имат? Може да нешто? Пораз, да. Во отсуство на аргументи и конкурентна понуда за албанските гласачи, како и од постојаната фрустрација од
последователните порази на избори во Република Македонија, ДПА го заменува политичкото делување со тупаници, со навреди и со отсуство на човечност. Затоа, парламентарната група на Демократската унија за интеграција бара формирање на анкетна комисија која што веднаш ќе го расветли овој случај. Министерот за привлекување странски инвестиции Горан Мицковски, кој денес беше во прва посета на општина Битола, нагласи дека има намера да помогне и придонесе за повеќе инвестиции во Пелагонија. За градоначалникот Талески, привлекувањето инвестиции значи и нови вработувања во градот. Маја Богоевска. Министерот за привлекување странски инвестиции Горан Мицковски денеска во посета на општина Битола, каде се сретна со градоначалникот Талески. Министерот дојде во Битола да ги испита можностите за инвестирање во општина Битола. Ова ми е прва посета на поголема општина во Македонија и символично затоа што потеклото му е од тука, од овој крај, и би сакал да помогнам да допринесеме да се донесат повеќе инвестиции во овој крај, да заживе уште повеќе економијата и да запре миграцијата, да видат луѓето перспективи во овој крај и да донесеме солидни бизнеси овде кои што ќе може да се развиваат и повеќе и да ставиме Битола на мапата на поголемите бизнес компании во светот. Тој вели дека работата онаму каде анализата покажала дека има потенцијал да се најдат инвеститори. Не е исклучена нели диаспората, сепак има разговори подолго време и со наши бизнисмени од повеќе краеви. Австралија е една од тие што споменавте. Така што и јас би сакал да да се обидам да донесам инвестиции од тој дел на светот и тоа е во едно од моите понатамошни патувања и Австралија вклучена. Така што тие разговори ќе се водат не само со наши бизнисмени, него и со други бизнеси, да се обидеме да донесеме нешто и од тој крај. Мислам дека не е доволно тоа експлоатирано до сега, има можности повеќе да се направи таму и ќе се вложат напори кон тоа. Градоначалникот е сигурен дека ќе се отвори голема можност за инвестирање. Познавајќи го Горан, знаејќи колку е упорен, знаејќи ги неговите навистина големи амбиции, сигурен сум дека идниот период ни престои голема шанса да направиме нешто дополнително заеднички во делот на странските инвестиции и во Република Македонија и се разбира конкретно овде во Битола. Значи, министерот перфектно ги знае поволностите што ги дава владата на Република Македонија за странските инвеститори, ги знае и поволностите на дел од општините кои што ги даваат и се радувам на ова посета затоа што денеска убеден сум дека и самиот ќе се увери за резултатите кои што се постигнати благодарение на поволностите владата што ги дава и се разбира нашата општина, општина Битола. Подобрувањето на инвестиционата политика влијае и врз останатите сегменти од општеството. Мислам дека тоа многу ќе придонесе во презентацијата пред странските инвеститори, некои од нив да се одлучат повторно да вложат во Битола. Се со цел нашата заедничка крајна цел и во од овој аспект се разбира, кога зборуваме за странските инвестиции, и од аспект на владата на Република Македонија и од аспект на локалната самоуправа, всушност крајната цел е вработување на нашите граѓани. Во рамките на посетата на општина Битола, министерот Мицковски ја посети фабриката Кромберг и Шуберт, за која градоначалникот потенцираше дека во септември ќе го прослави 2000-тото ново вработување со најава за изградба на нова хала за уште 1500 вработувања. Беа во посета и на земјоделскиот комбинат Пелагонија, каде се инвестирани над 17 милиони евра за изградба на гасни централи и фарма. Предутрешната седница на Советот на општина Битола, на која ќе се расправа за продажбата на фудбалскиот клуб Пелистер, денеска се огласи опозицијската ЛДП. Фудбалскиот клуб Пелистер, за кој Талески ВМРО ДПМН ветија дека ќе биде прв во Македонија и дека ќе игра во Лигата на шампионите, сега сакаат да го продадат во 4 очи и тоа под сомнителни околности. Ова е договорот со кој фудбалскиот клуб Пелистер му се продава на извесен некој си Гаврил Папанастасатос, човек очигледно со патриотско име и презиме. Овој договор за ЛДП е несериозен и аматерски и сметаме дека со овој договор на фудбалскиот клуб Пелистер нема да му се нуди светла иднина. ВМРО ДПМН и Талевски треба да сватат дека Битола не е нивни пашалак, ниту пак нивна приватна својина и со не се да прават што сакаат. Господине Талевски, имате обврска на битолчани да им одговорите
Каде се милион евра што им ги ветивте дека ќе ги давате за спортот секоја година? Зошто наместо на правни лица, како што беше првично замислено, ФК Пелистер го продавате на физичко лице и зошто наместо со јавно наддавање фудбалскиот клуб Пелистер го продавате во 4 очи? Од почетокот на годинава досега се случиле 34 инциденти на разни спортски настани во Македонија, соопшти министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска на работилница посветена на организацијата на спортските настани во контекст на сузбивањето на насилството, безбедноста и присуството на навивачки групи, што се одржа во просториите на Фудбалската федерација на Македонија. Од јануари, заклучно со крајот на месецов, на подрачјата на секторите за внатрешни работи Скопје, Битола, Тетово, Штип и Охрид, евидентирани се вкупно 34 инциденти поврзани со спортски настани, во кои се сторени 6 кривични дела, и тоа напад врз службено лице при вршење на работи на безбедноста, насилство и предизвикување општа опасност, при што кривично се пријавени 12 лица, соопшти Јанкуловска. Исто така, таа додаде дека евидентирани се 37 прекршоци и поднесени се 35 барања за поведување прекршочна постапка. Јанкуловска напомена дека како прекршители на јавниот ред и мир при одржување на спортски надпревари се евидентирани членови од речиси сите постоечки навивачки групи во земјава. Министерката Јанкуловска потенцираше дека евидентна е појавата на промена на однесувањето на навивачите и зголемен бројот на инциденти на спортските настани. Па затоа, според Јанкуловска, потребни се суштински измени насочени кон воспоставување на систем на одговорност на сите субјекти кои директно или индиректно влијаат на квалитетот на одржувањето на спортскиот настан. На трибината учествуваа и директорот на Агенцијата за спорт и млади Маријан Спасески, директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Човков, началникот на СВР Скопје Горан Чосавовски, како и првите луѓе на фудбалските клубови Вардар, Шкендија, Пелистер, Тетекс и раководството на ФФМ. Еве што ќе гледате во продолжение. Младите во борбата против трговијата со луѓе. И за други теми по кусата пауза, останете со нас. Финалистите на X Factor се дружаа со битолската публика. Памперс се одржаа Unplugged концерт. Музичко-поетска вечер, збор во зборот. Тепачка меѓу пратениците на ДП и ДУИ се случи на Комисијата за финансирање и буџет. Еден пратеник бил полесно повреден и се јавил во собраниската амбуланта. Пратеникот на ДП Алиу најави дека неговата партија нема да учествува во работата на собранието. Тој побара да се започне постапка за кривично гонење на Талат Џафери, Реджел Исмаили, Мирван Џемаили, Артан Груби и Муса Ибраими од ДУИ. Најавената посета на папата Франциск на Тирана на 21 септември представува голем настан за Албанија кој ќе има голем одзив. 1000 странски новинари ќе ја следат посетата. Украинскиот и рускиот претседател се ракувале на почетокот на мултилатералните разговори во Минск. Двајцата лидери се среќаваат за прв пат од јуни. Ирачкиот курдски лидер Масуд Барзани изјави дека иранските власти ги снабдувале со оружје и муниција курдските сили кои се борат со милитантите од Исламската држава. Во експлозија на бомба во источниот шиитски дел на Багдад загинале најмалку 10 луѓе, додека над 20 биле ранети. Охридскиот двоен убиец побегнал од Македонија. Двојниот убиец кој уби двајца во четвртокот во Охридскиот хотел-ресторан Император најверојатно ја напуштил државата преку нелегален премин, бидејќи полицијата не успеа да го пронајде во неговиот дом, кај неговите роднини или кај блиски пријатели во Македонија, пишува Република. Сепак засега не е распишана меѓународна потерница по осомничениот убиец БП 30 години, кој според полицијата ги застрелал Васил Р 56 години и Ромео Ѓ
38 години. Осомничениот е поранешен осуденик, кој имал дебело криминално досие во земјава, но и во странство. Засега во Македонија се бара со национална потерница, но поради фактот дека веќе 5 дена е недостапен за органите на прогонот, најверојатно по него ќе биде распишена и меѓународна потерница. Со цел да се подигне јавната свест кај младите и пошироката свест за важноста на активната борба против трговијата со луѓе, Семпер организира работилници за 38 наставници од 19 основни училишта. Опфатен е Пелагонискиот регион. Маја Богоевска. Здруженијето за еднакви можности Семпер од Битола одржа 2 еднодневни работилници за 38 наставници од 19 основни училишта од општините Битола, Новаци, Могила и Демирхизар. Во рамките на проектот вклучи се во превенцијата, трговијата со луѓе е реалност. Главната цел на овој проект е активното вклучување на младите луѓе во борбата против трговијата со луѓе. Проектот е финансиран од делегацијата на Европска унија во Република Македонија, врз основа на грант договорот помеѓу Здруженијето за еднакви можности Семпер од Битола и Министерството за финансии на Република Македонија, односно секторот за склучување договори. Целта на тренингот за наставници е зајакнување на капацитетите на наставниците и соработниците за превенција од трговија со луѓе како продолжение на досега одржаните 2 еднодневни и еден дводневен тренинг за вршничка едукација од 38 ученици од 7 и 8 деление од исто така 19 основни училишта од 4 општини од Пелагонискиот регион Битола, Новаци, Могила и Демирхизар. Следни активности кои следуваат во овој проект, во рамките на овој проект се одржување исто така на 19 едукативни работилници во исто така во 19 основни училишта. Подигнатата јавна свест кај младите и пошироко ќе се постигне и со спроведување на медиумска кампања, промотивни материјали и прирачник за врсничка едукација. Заводот во Битола со нов подготвителен оддел. Во овај оддел за децата со било какви проблеми во развојот ќе се грижи високо образован стручен кадар. Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух говори глас Кочо Рацин од Битола. Освен пререгистрацијата која што ја направи, е единствената установа од ваков вид во Македонија која е основоположник на дефектолошката теорија и пракса. За сите оние деца кои имаат проблеми во телесниот, сензорен или моторен развој, деца ученици со проблеми во психичкиот развој, се грижи високо образовен кадар, вели директорот на оваа установа. Кога се работи за оштетување на слухот, тука е нашиот дефектолог сурдолог, односно имаме група на сурдолози. Кога се работи за ментална ретардација, успорен психички развој и така натаму, тука се е нашиот дефектолог, олигофренолог. Кога се работи за пореметувања во говорот, било какви и така натаму, тука се нашите логопеди. Кога се работи за деца кои имат аутистични проблеми и така натаму, тука се општите дефектолози, кои исто така ги има повеќе. Покрај широкиот спектар на кадар дефектолози со кои располага установата, за децата се грижат и стручни работници. Има и потесно специализирани дефектолози за работа со одредени методи и стекнати сертификати во и надвор од нашата држава, за примена на одредена техника и на одредени методи, кои порано не можепе да ги пременуваме во оваа установа, бидејќи бевме овластени да реализираме одреден наставен план и програм кој ни го даваше Бирото за развој на образованието. Рехабилитационо-воспитно образовната работа во установата се организира и остварува според наставен план и програми кои на предлог на Бирото за развој на образованието ги утврдил министерот. Градоначалникот Лазар Котевски денеска оствари средба со почесниот конзул на Австрија во Република Македонија, доктор Валентина Илиева. Ова е наша прва средба со цел да се запознаеме, да ја представиме нашата мисија. Јас ја запознав конзулката со општина Новаци, ресурсите и убавините со кои располагаме, па во иднина можеби ќе се збратимиме со сродна општина од Австрија, рече Лазар Котевски, градоначалник на општина Новаци. Доктор Валентина Илиева е назначена за почесен конзул на почетокот на оваа година и досега остварила средба само со една од вкупно 12-те за кои е надлежна. На почетокот на месец мај го посетив градоначалникот на Битола, а вчера бе во Могила, а денес сум во Новаци.
Така да планирам за скоро време да ги посетам сите општини за кои сум надлежна. Од нашата денешна посета за запознавање, во иднина ќе се роди плодна соработка, а секако дека ќе настојувам да најдам општина во Австрија со која општина Новаци ќе се збратими. Исто така планирам да се оствари некоја бизнис релација, аплицирање за проекти и слично, рече доктор Валентина Илиева, почесен конзул на Австрија. Целта на средбата беше меѓусебно запознавање и одредување на можностите и целите за идна соработка. Почина музичарот Миле Шерденковски. На 60 годишна возраст вчера ненадејно почина Миле Шерденковски, познат музичар од Битола. Тој беше член на групата Мадригали и ланската година заедно со неговите колеги ја одбележаа 40 годишнината од постоењето на групата заедно со Дадо Топиќ на Хераклеја. Членувал во повеќе групи, меѓу кои Трн во око, Мегдан, Бубамара, а во последните години беше актуелен со организирањето на детскиот фестивал Сидо. Тој е автор и на многу композиции што ги создал во својот работен век. Шерденковски денеска беше погребан на светонеделските гробишта во Битола. Еве ја неговата последна изјава дадена за Тера телевизија за време на овогодинешното издание на Сидо. Фестивалот е во Битвис, хитови, победници, гости, се е тука. Ево веќе почнато е се комплетно, има народ, има заинтересираност и мислам дека супер, се забавуваат. Младите тука гостини е Кловно Заги, од Бугарија деца имаме како што има порано најавено на Тера телевизија, едно интервју имавме. Значи се е тука, се е спремно, се е добро. Да или не, наскоро ќе се знае. Дали Шкотска ќе се одвои од Велика Британија? И за други вести од светот по паузата, останете со нас. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали го користите бесплатниот железнички превоз? Да? Не. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Францускиот премиер Мануел Валс денеска треба да го објави составот на новата влада по оставката на неговиот кабинет во услови на спор околу економската политика. Оставката уследи на 25 август, еден ден откако министерот за економија Арно Монтенборг повика на нови економски политики и ја доведе во прашање германската обседнатост со буџетската строгост. Министрите за образование и култура подосна објавија дека ќе му се приклучат на министерот за економија и дека нема да учествуваат во новата влада. Францускиот дневен вестник Ле Монт ја опиша реконструкцијата како последна шанса за претседателот Франсуа Оланд да го спаси својот 5-годишен мандат. Оланд се соочува со рекордна непопуларност и рекордно висока невработеност. На реконструкцијата исто така се гледа како на очајнички обид да се надминат поделби во партијата на Оланд. Шкотите за помалку од 3 недели ќе се изјаснат на историски референдум и ќе одлучат дали Шкотска ќе се одвои од Велика Британија. Прашањето кое ќе биде на гласачкото ливче ќе гласи дали Шкотска треба да биде независна земја. Право на глас на референдумот кој ќе се одржи на 18 септември ќе имаат сите оние постари од 16 години кои живеат во Шкотска, но не и шкотите кои живеат во другите делови на Велика Британија и кои се околу 800.000, пренесува BBC. Председателите на Русија и на Украина Владимир Путин и Петро Порошенко се меѓу лидерите на денешниот самит во Минск. До состанокот доаѓа и покрај зголемените тензии меѓу Киев и Москва околу проруските сепаратисти во источна Украина. На состанокот учествуваат и председателите на Белорусија и на Казахстан Александар Лукашенко и Нурсултан Назарбаев, како и високи представници на Европската Унија. Маја Коцијанчич, портпарол на шефицата на европската дипломатија Кетрин Ештон за Радио Слободна Европа изјави дека самитот е можност за разговори како да се создадат услови за политичко решение на украинската криза. Кремљ не ја отврли можноста од директни разговори меѓу Путин и Порошенко, но не потврди дали тоа би било на билатерална средба.
Големиот број здравствени работници заразени со ебола во Западна Африка досега е незабележана појава и таа ги спречува напорите за справување со епидемијата, соопшти Светската здравствена организација. Според податоците на Светската здравствена организација, над 240 здравствени работници од Гвинеја, Либерија, Нигерија и Сиера Леоне се разболеле од ебола, додека лекувале пациенти, а повеќе од 120 починале. Според организацијата, причини за ваква високо ниво на заразување меѓу медицинскиот персонал е недостигот на опрема. Други проблеми се недостигот од медицински персонал и потребата лекарите, специјалисти по повеќе часови да работат во изолацијските оделенија, отколку што се смета за безбедно, соопшти Светската здравствена организација. Бразилската полиција соопшти дека е ставен крај на бунтот во затворот во јужниот град Каскавела откако е постигнат договор со затворениците кои го кренаа бунтот. Немирите избија во неделата и сутрината откако затворениците за време на појадокот ги заробија чуварите. Затворениците убија и 4 затвореници. На 2 им ги отсекоа главите, а 2 беа фрлени од зидините на затворот. Според договорот кој е постигнат по повеќе часовните преговори, повеќето затвореници ќе бидат префрлени во други затвори во државата Парана. Затворениците ветија дека ќе ги ослободат 2 чувари кои ги држеле како заложници од почетокот на бунтот. Сега и за времето во наредните денови. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Тука е крајот на светот денес. Ви благодариме за вниманието. Останете понатаму со Тера телевизија.